Темата нема, меѓутоа дали може да ни потврдите дека веќе е поднесена иницијативата за поништување на законот за попис, колку потписи од граѓаните беа собрани и што очекувате од ова? Во рекорден период за една недела или во неколку дена, да речеме 8 дена, беа собрани над 100.000 потписи околу поднесувањето на законот. Туку што заврши пресконференцијата во собранието, одржана од пратеничката Иванка Василевска. Но еве ќе ви кажам, да, собрани се над 100.000 потписи во рекорден период за една недела. Поднесен е законот за поништување на законот за попис. Собирањето на потписи во овој рекорден период покажува колкав е интересот на граѓаните за одржување на еден вистински, реален попис на резидентното население во државата, наместо за одржување на, односно, исполнување на политичкиот договор на партнерите во власта. Очигледно е скандалозното туркање на сила на овој попис. Проблемите се преголеми, јасно име и на власта и на оние кои што се задолжени за туркање на овој политички договор дека има огромни проблеми и затоа повикуваме на разум да се прифати овој добронамерен предлог за да се донесе закон кој што ќе биде навистина за добробит на целата држава и незината иднина. Јасно е дека постои проблем со апликацијата, дека таа е пробиена, дека постои можност за двојно попишување, што покажува дека сето ова е само едно на брзина истуркано решение за да се дојде до она што е посекувана реализација на политичкиот договор. И второто прашање, докаде е процедурата за интерпелациите најавени за Лјупчо Николовски и Бојан Маричич? Апсолутно проверив пред оваа пресконференција докаде се сите тие собраниски активности. Интерпелациите за министерот за корупција и министерот за неправда Бојан Маричич и Лјупчо Николовски се поднесени на 1 февруари, пред точно еден месец, а се уште не се ставени на дневен ред на собраниска седница. Отворено се сомневаме дека постои можност за изигрување на поднесените интерпелации, исто како што се случи и во претходниот собраниски состав, кога што беа поднесени 8 интерпелации, а на дневен ред беа ставени само 2. Јасно е дека суштината на ова вакво делување е дека целата влада, сета власт се држи на еден тенок конец во собранието, додека нема министер за кој што нема основа да се поднесе интерпелација, кој што во едни нормални услови би требало многу полесно да минува во низ собраниските процедури. Тука се, знаете, и самите колку интерпелации се поднесени, еве и за Лјупчо Николовски, за Бојан Маричич, поднесени се и други интерпелации, како за Оливер Спасовски, нели, од другите пратенички групи во собранието, или за Артан Груби, за Бујар Османи. Има основа за интерпелација, можеби и за Венко Филипче, за сите овие скандали со вакцините и со тендерите. Има основа и за Мила Царовска како министер за образование со еден тотален колапс во образованието и со онлайн наставата и сега со учебниците и оваа скандалозна реформа во образованието. Се надевам дека ќе се исправат работите во собранието и дека нема да се продолжи со овој начин на криење на интерпелациите, за да може да функционира власта полна со скандали при еден нефункционален парламент. Ви благодарам.